Американска компанија од воената индустрија сака да го купи Прилепски Еврокомпозит, но и покрај неколкуте месеци преговарање со владата се уште нема никаков резултат. Преостанатите 28 вработени кои веќе 2 години немаат земено плата, ниту пак им се плаќа здравствено осигурување, побараа од владата да ги забрза преговорите и да не го испушти инвеститорот, кој според најавите само во првите 6 месеци, доколку ја среди потребната инфраструктура, ветувал од 300 до 400 нови вработувања. Вработените денеска запрашаа зошто се одолговлекува целата постапка. Конечно е најден инвеститор кој што дојде во фирмава, неколку пати ја прошета фабрикава и е премногу заинтересиран. Ама од наши сознанија сакаме да ја прашаме владата зошто не сака да преговара со тој инвеститор. Значи нашите сомнежи се дека некој од Македонија сака да ја обезврени фирмава, да ја донеси до нула и да ја земи за многу ефтини пари. И директорот Милан Тоцев ни потврди дека инвеститорот бил навистина сериозно заинтересиран, но и тој не знае зошто споро се одвива целата процедура. Работим према мене за сериозен странски инвеститор, кој што јас према мои видувања, да речам лични видувања, е доста сериозен. До кај се разговорите, преговорите, јас не сум во тек, пошто не сум инволвиран во тие преговори, меѓутоа гледам некако има изгледа некоја процедура или не знам како некако споро да работите и до кај работата навистина и ја не знам. 28 вработени побараа и помош од владата, затоа што велат дека се можеби единствените граѓани во Македонија кои што среде најголемата светска пандемија живеат 2 години без плата, без никаква помош од државата и без здравствено осигурување.